После неуспешни две антивладини иницијативи од страна на ВМРО, ДПМНЕ и АПСИЕВ, кои според председателот на Интегра Љупчо Ристовски не дадоа видлив резултат, од Македонската конзервативна партија со предлог за нова иницијатива, подпишување на заеднички меморандум за соработка и формирање на антивладен фронт, кој ќе го спречи велепредавството на ЗАЕФ и Социјалдемократскиот сојуз. Меморандумот за соработка и формирање на антивладен фронт очекуваме да биде подпишан помеѓу парламентарните партии ВМРО, ДПМНЕ и Левица, вон парламентарните партии Интегра Македонска конзервативна партија, Глас за Македонија, Единствена Македонија и три политичките партии кои се во владеачката коалиција, а кои се маркирале во јавност со патриотски предзнак Демократски сојуз и ДОМ. Со тоа ги повикуваме да ја напуштат владината коалиција и да предизвикаме парламентарна криза. Меморандумот за соработка и формирање на антивладин фронт се подпишува помеѓу горе споменатите политички партии во рамките на итната потреба за одбрана на македонскиот национален стратегиски интерес во татковината Македонија од напливот на сериозни елементи на велепредавство, диригирани и оркестрирани од владата на Социјалдемократскиот сојуз и од премиерот Зоран Заев лично. Ова е заедничка партнерска иницијатива која има за цел иницирање и покревање на така наречената татковинска револуција, кажа Ристовски. Целта на подпишување на меморандумот за соработка и создавање на антивладин фронт е да обезбеди рамка за организиран и професионално координиран отпор преку национално сплотување на македонскиот народ, анимирање на сите патриотски сили во татковината, мобилизација на македонската јавност и изведување на татковинска револуција која треба да предизвика пат на владата на Социјалдемократскиот сојуз и воспоставување на влада на национален спас со едногодишен мандат до организирање на нови предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори во редовниот термин 2021 година. Со сојузување на горе споменатите партии би дошло до остварање на веќе споменатите цели. Должностите на партнерите се наведени во самиот меморандум. Активностите се насочени, но не и ограничени, на елиминација на придавката северна од сите официјални документи, прифаќање и изгласување на нов изборен модел, вклучување на дијаспората во изборните процеси и слично, изјави Љупчо.